Господине Дебреј, дали податокот што сте родени во Сент Петербург значи и едно ваше определување за славистиката или имало и некои други елементи кои што повлијаеле на тоа? И бидете љубезен да ни кажете како тоа вие англичанец, ете, родени сте во Сент Петербург, а сега живеете во Австралија. Нешто за вашата биографија, дали би сакале да ни кажете? Сигурно стариот Сент Петербург, како и сегашниот Ленинград, е голем центар на култура и ми секогаш дава инспирација во мојата работа. Кога дознав како млад човек дека има многу народи со јазици блиски на мојот роден руски јазик, тоа ми беше за мене големо откритие и радост. Ако сакате да знаете зошто бев во Англија и потоа во Австралија, тоа е голема историја и можем да кажам дека бев во школа и во универзитет во Лондон, а потоа бев лектор во Лондонскиот универзитет, а потоа бев лектор и професор во универзитети во Мелбурн, Австралија. И сега живеам во Канбера, каде бев професор, исто трети пат професор на рускиот јазик во The Australian National University. Сега сепак да ми кажете она што и на почеток ве прашав. Дали тоа што сте родени во Сент Петербург на некој начин го одреди и вашето понатамошно интересирање за славистиката? Да, природно, ако зборував први на рускиот јазик и од тоа најдов другите словенски јазици, од тоа и се роди мој интерес за другите словенски јазици и на крајот, не сосем на крајот, али на крајот, во 44 година и пред тоа, кога бев пред војната во Југославија, се роди и мој интерес кон македонскиот јазик. Кога беа вашите први контакти? Кога за прв пат, мислам, откривте за постоењето на македонскиот јазик? И кога прв пат дојдовте во Македонија? Мојот први контакт со Македонија беше во 38 година, кога бев државни стипендиста во Белград и дојдов во, како се викаше тогаш, Јужна Македонија и првин го слушнав македонскиот јазик, како се зборуваше на македонскиот јазик, кој се тогаш викаше еден местни дијалект. Дијалект на кој јазик? Дијалект на неки
словенски диалект, сигурно, а може би диалект на српскиот јазик, не знам како мислеше тогаш. Па ете, како вие сега гледате на улогата на словенските просветители кои своето делување го започнаа од овие простори и каква е нивната улога во сеопштото словенство? Улогата на словенските просветители, свети Кирил и Методий, што ни ја дадоа писменоста на словените, е од кардиналната значење за сите словени и специјално за словени од православната вера, како што сум и јас. На рускиот јазик ги викаме учители славянства, а обична множина на зборот учител на рускиот јазик е учителја. ваше мислење улогата на современиот македонски литературен јазик во групата на другите словенски јазици? Овде конкретно мислам на вашата книга која што ја насловивте Водич низ јужнословенските јазици и која што е излезена, првото нејзино издание беше во 1951 година, а потоа имаше уште две изданија, ми се чини. Па може да се каже дека вие сте првиот кој што како Кирил и Методи го прошири познавањето за македонскиот јазик во светот. Благодарам. Е јасно дека јужнословенските јазици се делат на две групи. Една западна, која што чува деклинациите и инфинитив, и друго. И друга источна група, која што ги губи овие црти и ред други. Македонскиот јазик припаѓа на источната група со бугарскиот јазик. Значењето на македонскиот јазик лежи во тоа што значи дека постои засебен македонски народ со својата собствена култура,
литература и јазик. Постои. Сега. За сите од целиот свет. Токму кога го кажавте ова како карактеристика за македонскиот јазик, јас би сакала да ве потсетам и на едно ваше искажување во однос на спецификите на македонскиот јазик. Ми се чини дека некаде во Токио вие го имавте тоа образложување за разликите меѓу македонскиот и бугарскиот јазик. За тие специфики кои што вие ги уочивте, кои што ги откривте. Да, тоа беше една статија која описуваше фонетички разлики измеѓу македонскиот и бугарскиот јазици. И една главна црта е акцентуација. Во македонскиот јазик имате тросложната акцентуација и тоа дава специјален ритам на македонскиот говорни јазик. И тоа е сосем оригинално и нема ни еден друг словенски јазик. Ни во бугарскиот, ни во српско-хрватскиот, ни во другите словенски јазици во западна или во источна словенска група. Професор Режинал Дебреј е познато име во светската славистика. Тој во неја присутен повеќе од 5 децении. Предавал компаративна граматика на словенските јазици на повеќе универзитети во Велика Британија, во Лондон и во Австралија, во Мелбурн и во Камбера. Тој е член на повеќе меѓународни лингвистички асоциации и друштва, а низа години ги представуваше австралиските и новозеландските слависти во Меѓународниот комитет на славистите. За Македонија е тој повеќекратно значаен. Уште пред војната, кога престојува во Белград како државен стипендист, ги посетува Ресен и Охрид и установува дека станува збор за еден посебен јазик, а не за некој смешен дијалект, како што му велеле некои луѓе тогаш. Разбирливо е дека еден таков човек, веднаш по конституирањето на македонскиот литературен јазик, доаѓа во Македонија
И уште поразбирливо е што тој прв меѓу ретките во тоа време, во првите години по ослободувањето се објавува еден значаен труд за македонскиот јазик, односно го представува македонскиот јазик во оној негов познат водич низ словенските јазици, рамноправно со сите други словенски јазици. Колку е ова значајно, треба да се согледа кога ќе се има предвид дека во тоа време уште не беше излезена граматиката на Конески, не беа излезени некои други основни прирачници. Кога би сакал да се задржам на некои други трудови на професорот Ежинал Дебреј, секако би го зел предвид неговиот труд објавен во списанието Македонски јазик орган институтот наш под наслов Поглед на еден странец за разликите меѓу бугарскиот и македонскиот литературен јазик. Тука тој доаѓа до единствено исправниот заклучок дека македонскиот јазик фундаментално и изразито се разликува од бугарскиот јазик и укажува на една негова особина на која можеби и ние недоволно укажуваме, на една специфика на македонскиот јазик, а тоа е интонацијата, ритамот, мелодијата на говорот. Се разбира, професор Дебреј има и други заслуги за македонскиот јазик и за македонскиот народ воопшто. Тој, како што е познато, го преведува и Радован Павловски, веќе има издадено 2 книги и од последнава деценија ние работиме на еден голем македонско-англиски речник. Можам да кажам дека навистина задоволство со него да се работи, колку тој внесува прецизност и со колку сериозно внимание се однесува кон секој збор, кон секој одделно значење на зборот. Ова моје кажување за професор Дебреј би го заклучил со некои мои лични печатоци за него како човек. Надвор од неговите научни и стручни квалификации, надвор од неговата љубов и неговата докажана приврзаност кон Македонија, треба да се истакнат неговите високи човечки квалитети. Тој е извонредно чесен човек, личност од ретко благороден ков. Вие сега со нашите познати лингвисти Трајко Стаматовски, Благоја Корубин и Тодор Димитровски работите на македонско-англискиот речник. Оваа работа предпочитува големо познавање, знаење и енергија. Како се чувствувате вие во оваа работа и какви се вашите предвидувања, уште колку време треба да се работи на овој речник? Оваа работа ми е сега главната работа во мојот живот. И ми дава елан да секој ден нешто завршам и одам напред, како речам, бавно, но сигурно. Сметам дека ќе треба да работам уште барем 2-3 години да завршам целата работа на речникот. Барем 2-3 години. Покрај оваа работа на речникот, вие се занимавате и со преведување. Ете, вие преведовте песни од познатата српска поетеса Десанка Максимовиќ. Исто така преведовте поезија од македонскиот современ поет Радован Павловски. Какви задоволства откривте во тоа преведување на поезија, тој контакт со македонската поезија?
Како вие се чувствувавте? Поезијата на Радован Павловски е многу оригинална и убава. Понекогаш беше тешко да најдувам разбирливи за англичани еквивалент на англискиот јазик. А задоволството беа во тоа што сепак моите преводи беа успешен препев на неговите песни. Тој препев е, може би, српски збор, али то значи да на англиски требаше да направам нова поезија на англиски збор од поезијата на Радован Павловски. То не е само чист превод, механички, како многи мислат. Преводот е една специфика, всушност може би е и повеќе од создавањето, авторот сам што го прави, и вие тоа навистина многу добро и многу успешно сте го направиле. А сега би ве прашала на крај од овој наш разговор. Вие сте една многу интересна личност која што многу патувала и среќавала многу народи, многу луѓе, многу земји. Кога би ве запрашала каква е сликата што вие ја имате за Македонија и за македонскиот народ, каква е таа слика што вие ја носите во себе и дали би сакале сега да ни ја опишете? Македонија е многу убава земја со планини и езера и убави и интересни градови и стари манастири. А македонскиот народ го сметам за многу добар и љубезен народ. И сега ми е мило и пријатно кога помлади луѓе ми кажуваат чичко и ми зборуваат слободно на ти. Се чувствувам тука како дома. Ви благодарам за разговорот и се надевам дека уште долго време ќе го имате тоа чувство. Благодарам. Thank you.